Само во првиот квартал од 2025 година евидентирани се 391 жртва на насилство во земјава. Жртвите се 284 жени, 53 мажи и 54 деца, покажуваат податоците од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Насилството е извршено од 286 сторители, од кои 266 се мажи и 20 жени. Според видот, 221 случаи се физичко насилство, 345 психолошко, 9 економско и 2 сексуално. За да се бори со насилството, британската амбасада во соработка со Министерството за социјална политика и канцеларијата на УНФПА ја започнаа кампањата под слоганот "Има помош за живот без насилство". Министерот Фатмир Лимани апелираше до институциите да не ја гледаат малтретираната жена само како случај во папка, туку да ја дадат конкретна помош. Gravece sot në dijen të pafuqishme, duhet ju them, nuk jeni vetën, kemi ndihmë, keni rrugdalje, ka jetë pa dhunë. Ti ke të drejtë të jetosh me dignitet, të duhesh pa u friksuar, të jesh e sigurt në shtëpinë tënde. Заменик амбасадорот на Обединетото кралство Даниел Филер изјави дека законот и полицијата не се доволни и дека треба да се смени менталитетот. Додаде дека заедно можеме да изградиме општество без насилство. In the past 4 years, we have worked with UNFPA, ministry officials and partners from institutions to, one, prepare the legal framework for improved gender-based violence services, two, establish the multi-sector protocol for services for survivors, three, offer an integrated data collection model, and four, and maybe this is one of the most important outputs, we're now partnering with the Ministry of Social Policy, Demography and Youth to start implementing a strategic communications approach to gender-based violence. А на сите жртви ќе им порачаме и јас ќе се придружам кон пораките на предходните говорници. Има помош за живот без насилство. Преку оваа иницијатива, институциите апелираат не само до жртвите да побараат помош, туку и до општеството да не молчи, да не го врти погледот и да реагира. Бидејќи насилството не е приватна работа, тоа е заедничка одговорност, а борбата против насилството започнува со свест, солидарност и дејствување.